кратки најави за денес. Министерството за образование засега е отфрла можноста за онлайн настава поради енергетската криза. Јавноста реагира на најавеното отворање на бугарскиот културен центар Цар Борис III во Охрид. УСАИД во Охрид ќе одбележи 30 годишен јубилеј на партнерство со Македонија. Млекопроизводителите ги добија субвенции. Северна Кореја лансираше балистичка ракета над Јапонија. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес поведрото и студено утро. Во текот на денот времето претежно сончево со појава на локална облачност, ветровито и невообичаено студено за овој период од годината. Максималната дневна температура во Охрид денес само 16 степени. Во текот на ноќта вторник кон среда ќе биде ведро и студено. Утре на најголем дел од европскиот континент времето претежно сончево. Ќе има локална облачност, но ќе биде невообичаено студено. Претежно сончево и топло само на Пиренејскиот полуостров. Во западна, северозападна и северна Европа нестабилно со врнежи од дожд. На Балканскиот полуостров во среда времето претежно сончево и свежо за овој период од месец октомври. Максималните дневни температури на Балканот од 14 до 22 степени Целзиусови. Во Македонија во среда уште едно невообичаено студено утро. Утринските температури од 0 до 9 степени. Во текот на денот сончево, ветровито и потопло време со благ пораст на дневните температури. Инаку максималните дневни температури во земјава ќе достигнат од 12 до 24 степени Целзиусови. Во Охрид во среда студено утро и температура од 5 степени, а во текот на денот сончево и потопло време со максимални 18 степени. Во четврток и петок умерена облачност, сончеви периоди и потопло. Минималната температура 5, односно 7, дневната 20, односно 21. Во Охрид во сабота сончево и топло време. Минималната температура 8, а дневната 21 степени. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Супер акција во Миса Маркети. Томи мајонез 263 грама со гратис пилешка супа од 50 грама 69 денари. Перутнина посебна салама 400 грама 99 денари. Перутнина екстра посебна салама 800 грама 189 денари. Panasonic батерии 4+2 99 денари. Бајадера 200 грама 229 денари. Чајно пециво 220 грама 25 денари. Чајно пециво со прелив 220 грама 27 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса Маркети.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. И покрај енергетската криза, образовниот процес ќе се одвива со физичко присуство. Според министерот за образование, може да има реорганизации, но засега се отфрлува онлайн настава. Се бараат алтернативни решенија и за надминување на проблемите во училиштата со лоша инфраструктура. И покрај енергетската криза, образовниот процес ќе се одвива со физичко присуство. И средните и основните училишта ќе бидат на регулиран пазар, со што се очекува да нема проблеми со високи сметки за електрична енергија. Министерот за образование вели може да има реорганизација од типот намалување на бројот на часови, но засега се отфрлува онлайн настава. Доклад за ова учебна година јас го отфрлувам тоа онлайн настава, заради тоа што помина месец септември, доаѓа октомври, ноември, ќе видиме како ќе ни се движат. Со тоа регулиран пазар добиваме една придобивка, со тоа некои од општините го имат организирано, добиваме пак како МОН, па и помошта што ќе биде од страната на МОН. Јас мислам и треба сите да работиме за да е физичко присуство. Ке се бараат алтернативни решенија за надминување на проблемите во училиштата кои имаат лоша инфраструктура. Тие училишта каде што имаат такви ситуации, имаат потреба веднаш директно или со комуникација со општините. Тие училишта да гледаме можност, ако можеме во некој друг простор што имаме толку близко да се изменаџира добро. Министерот најави преднамена на неискористените блок дотации од општините за надминување на предизвиците од енергетската криза. Председателот на Советот на општина Охрид, Сашо Донев, за во петок, 7 октомври, закажа две седници, 17-та и 18-та. На 17-та седница на дневен ред е иницијатива за изработка на физибилити студија за производство и продажба на електрична енергија. Советниците ќе разгледуваат и информацијата за материјалното и финансиското работење на јавното предпријатие Водовод Охрид со осврт на трошоците за електрична енергија за период 2020-2022 година. Советниците ќе се изјаснат за предлог одлуката за субвенционирање на трошоци за потрошена електрична енергија на јавното предпријатие Водовод Охрид. Ке се гласа за предлог одлуки за проширување и измена на распоредот на средствата на буџетот на општина Охрид за 2022 година. На дневен ред е и предлог одлуката за давање согласност на правилникот за субвенционирање, начинот и видот на туристичката такса на вршителите на угостителска дејност. Советниците ќе одлучуваат за давање согласност на годишен план за вработување на јавното предпријатие Градски пазар Охрид за 2023 година. На дневен ред се и 20 точки од сферата на урбанистичкото планирање. Веднаш по 17-та седница Советот ќе продолжи да заседава со една точка на дневен ред советнички прашања на 18-та седница. На 7 октомври во Охрид, во очи на одбележувањето на народното востание против фашистичкиот окупатор, ќе се отвори бугарски културен центар Цар Борис III. Ова предизвика бурни реакции во јавноста. Граѓаните сметаат дека станува збор за уште една бугарска провокација. Бурни реакции по најавата за отворање на бугарски клуб во Охрид. Ден пред одбележувањето на народното востание против фашистичкиот окупатор, на 7 октомври во Охрид ќе се отвори бугарски културен центар Цар Борис III. Како специјален гостин на отворањето, најавен е бугарскиот бизнисмен Милен Врабески, кој го финансира отворањето на клубот. Културниот клуб според најавите ќе биде лоциран во строгиот центар на градот во трговскиот центар Амам, на првиот кат. За повеќе податоци се обидовме да стапиме во контакт со председателот на Сдруженијето Томе Блажевски, но не одговори на телефонските повици. Граѓаните сметаат дека станува збор за уште една бугарска провокација. Па не е прва провокација. Ова ги има многу. И ова е провокација. Да не се отворат. Нема потреба. Зошто се отворат? Не е од Бугарија. Тие мисли дека од Бугарија, затоа сака да отворат. Да ја присвојат ова наша земја. Не е во ред. Не е во ред. Бугари во Македонија што барат. И зошто да било во ред све? Не е ништо во ред. Македонија се Македонија, Бугарија се Бугарија. Па ние да си отвориме клуб во Благоевград под името Гоце Делчев. Реципроцитет. Што друго треба? Како може странска држава да отвара со некој што нас во историјата не негирале или биле против македонизмот? Нема потреба тие работи. Тоа е
провокации. На најавите за отворање на клубот со името на Борис III, повторно реагира еврејската заедница на Македонија. Председателот Пепо Леви во телефонски разговор најави дека до обвинителство ќе поднесат кривична пријава против името цар Борис III. Не можеме да го глорифицираме цар Борис III, затоа што цар Борис III е докажан соработник на фашизмот, на Хитлер и на Мусолини. Еве колку да знае јавноста, на 21. јануари 1941 година цар Борис III го потпиша антиеврејскиот закон за заштита на нацијата. Значи, законот за заштита на нацијата ја превзема дури и паролата на нацистичката Германија: еден цар, еден народ, една држава. Значи, во тој закон за заштита на нација се дискриминираат евреите. Реагираат и од Омо и Линден, и тие сметаат дека името е провокација, а отворањето на клубови не е проблем. Проблем е што се бараат провокации за да настане конфликт, за да може Бугарија да ја правда својата антимакедонска политика. Името покажува дека целта на клубот не е културна, посочуваат од Омо и Линден. Градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков на став дека принципот на делување и агресивно ширење на ваквите клубови не носи ништо добро во односите помеѓу македонците и оние кои што се чувствуваат бугари. Вака во време кога се негира се македонско, се условува Македонија од страна на Бугарија за промена во изучувањето на историските учебници, локалитети, личности, настани и така натаму, секако дека не може ништо позитивно да донесе во меѓусебните односи, рече Пецаков. Бројни настани во Охрид по повод одбележувањето 30 години партнерство помеѓу УСАИД и Северна Македонија. Во рамките на изминатите 3 децении, УСАИД во партнерство со македонските граѓани, македонските институции, компании, здруженија и организации посвети значително внимание и обезбеди поддршка за да го подобри квалитетот на животот во нашата земја преку различни проекти, допирајќи речиси до сите сегменти од општественото живење. Американската агенција за меѓународен развој во Северна Македонија УСАИД годинава ја одбележува 30 годишнината од работата во земјава. Големата кампања на одбележувањето на овој јубилеј започнува токму од Охрид, утре во 17 часот и 30 минути во Центарот за култура Григор Прличев во Охрид. Охриѓанката Марта Пеоска ќе одржи мотивацијски говор насловен како партнерството е сила, а ќе биде одржана и модна ревија под наслов Рециклирана убавина со Ирина Тошева. Во рамки на настанот ќе се одржи концерт на джез бендот на Музичката академија при Универзитетот Гоце Делчев, а ќе биде откриен и муралот на струшкиот уметник Енкел Дика од Струга, насловен како партнерство за подобра иднина, изработен со помош на учениците од Средното училиште Свети Наум Охридски од Охрид. Во рамки на настанот ќе биде поставена изложба на фотографии насловена како Живот поминат заедно. Сакаме на овој начин да ја промовираме културата и културното живење нели во Охрид, но и да кажеме што преку овој мурал ние сме направиле за охриѓани и за градот Охрид и за овој регион во изминативе 30 години. Од муралот може да се види дека сме инвестирале многу во развој на туризмот, а особено на алтернативниот туризам, бидејќи пред само 6 години Охрид беше центар на 160 туроператори, светски туроператори и ја го мапира Охрид како една од дестинациите, најпосекуваните дестинации за алтернативен туризам. Во рамки на изминатите 3 децени, УСАИД во партнерство со македонските граѓани, македонските институции, компании, здруженија и организации посвети значително внимание и обезбеди поддршка за да го подобри квалитетот на животот во нашата земја преку различни проекти, допирајќи речиси до сите сегменти од општественото живење. Станува збор за огромен број реализирани проекти од 1993 година и 840 милиони американски долари инвестирани во развој на демократијата, економскиот развој и поддршка на образованието кај нас.
Вистинскиот предизвик кој е исправен пред Македонија и светот, енергетската криза, е поле на кое УСАИД веќе на овие простори со години работат. Со подршка на проектот на УСАИД на реформите во енергетскиот сектор и напредување на состојбите во истиот, се создадоа услови да бидат повлечени споровите кои енергетската заедница ги иницираше против Република Северна Македонија поради неусогласеност со директивата за заеднички правила на внатрешен пазар за електрична енергија, односно непостоење на целосна либерализација на пазарот на електрична енергија, како и поради неусогласеност со третиот енергетски пакет на Европската Унија. Областа на енергетската ефикасност ние го имаме направено законот за адаптација на енергетскиот закон во Македонија според оној на Европската Унија, бидејќи ние како земја која што е на територија на Европа се стреми да биде земја членка на Европска Унија. И ние направивме на адаптација на овие закони за енергетска ефикасност за енергија, за енергетика со законот според европските стандарди. Тоа што ние правиме во областа на енергетиката беше воведување на закони кои што претходно не постоја за користење на алтернативни и обновливи ресурси на енергија кои што се ние во изобилство го имаме. Кампањата по повод 3 децении на партнерство на УСАИД и Македонија завршува во Скопје во месец декември, а во периодот од 2 месеци од канцеларијата на УСАИД ќе посетат 8 големи градови во земјава, каде во фокусот ќе се најдат луѓе кои на одреден начин придонеле за развој на својата општина и заедница, а со помош на УСАИД. Домашните млекопроизводители ги добија субвенциите за произведено и предадено млеко. Добија 3,5 денари по литар за кравиото млеко и 4,5 денари по литар за овчо и козјо млеко. Државата обезбеди финансиска поддршка за ублажување на загубите за млекопроизводителите за периодот од 1 октомври 2021 година до 30 септември 2022 година. Над 153 милиони денари се исплатени на 6396 домашни млекопроизводители. Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ја реализира исплатата на млекопроизводителите за произведено и предадено кравјо, овчо и козјо млеко во периодот март, април и мај 2021 година, информираат од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Од агенцијата ги подготвуваат налозите и за исплата на млекопроизводителите за периодот јуни и јули 2021 година. Корисници на оваа поддршка се земјоделски стопанства, регистрирани како одгледувачи на говеда, овци и кози во регистерот на одгледувалишта. Висината на директните плаќања изнесува 3,5 денари по литар произведено и предадено кравио млеко и 4,5 денари по литар за произведено и предадено овчо и козјо млеко во преработувачките капацитети запишани во регистерот на откупувачи на земјоделски производи. За поддршка на домашните млекопроизводители предвидена е и нова мерка во висина од 140 милиони денари за надополнување на интервентната програма. Со тоа се обезбедува поддршка на млекопроизводителите по литар произведено и предадено кравио, овче и козјо млеко во домашните капацитети за периодот од 1 октомври 2021 година до 30 септември 2022 година. Целта на интервентната мерка е поддршка во намалување на трошоците и загубите кај млекопроизводителите, кои како резултат на светската криза се јавија со последните поскапувања на репроматеријалите и сточната храна. Средствата за оваа мерка се веќе обезбедени преку ребаланс на буџетот. Да погледнеме кои вести го одбележа овој ден во светот. Нуклеарно вооружената Северна Кореја за прв пат по 5 години истрела балистичка ракета над Јапонија, која ги предупреди своите граѓани да се евакуираат. Јапонската влада ги предупреди граѓаните за време на прелетот на ракетата над државата пред да падне во Тихиот океан, пренесува Ројтерс. Токио соопшти дека не започнал одбрамбени мерки за уништување на ракетата прва што прелетала над островот од 2017 година. Јужна Кореја исто така рече дека ќе ја зајакне својата војска и ќе ја зголеми сојузничката соработа
соработка. Соединетите држави соопштија дека ја осудуваат опасната и непромислена одлука на Северна Кореја да лансира балистичка ракета со долг дострел над Јапонија. Ракетните и нуклеарните програми на Северна Кореја се забранети со резолуција на Советот за безбедност на Обединетите нации, со кои се воведени и санкции за земјата. Украинскиот центар за стратешка комуникација и информацијска безбедност на Украина објави инструкции за граѓаните што да прават во случај на нуклеарен напад. Од центарот наведуваат дека во случај на користење на така наречени валкани бомби, забрането е земање препарати на база на јод, бидејќи истиот може да предизвика непоправлива штета на организмот. Според познавачите, така наречените валкани бомби се оружје што комбинира радиоактивен материјал со конвенционални експлозиви. Центарот наведува и како да се консумираат таблети со јод во случај на напад. Доза од 16 мг јод се препорачува за бебиња до 1 месец, доза од 32 мг за деца на возраст до 3 години и доза од 62,5 мг за оние до 12 години. Се препорачува тинејџери, бремени жени, доилки и возрастни над 40 години да земаат 125 мг јод. Доколку граѓаните се на отворено во моментот на нападот, може да забележат блесок на небото, им се советува да не гледаат во таа насока, бидејќи тоа може да предизвика изгореници на рожницата, слепило и изгореници на очите. Се препорачува граѓаните да побараат за солниште во случај експлозијата да ги најде на отворено. Поранешниот американски председател Доналд Трамп ја тужи телевизиската станица CNN барајќи оштета од $475 милиони поради наводна кампања на одвратно клеветење со цел да спречи негова повторна председателска кандидатура во 2024 година, како што стои во тужбата поднесена до судот во Флорида. Извештаите на CNN на Трамп му предизвикале болка, понижување и душевни страдања. Телевизиската станица се обидела да го користи нејзиното масовно влијание наводно како доверлив извор на информации за 76 годишниот Трамп да го дисквалификува во очите на гледачите и читателите и политички да го победи, пишуваат адвокатите на Трамп во 29 страници долгиот документ. Во натамошното соопштение политичарот и градежен предприемач најави во блиска иднина тужби против поголем број други фейк медиуми во прв ред поради нивното известување за председателските избори во 2020 година. За време на својот председателски мандат, Трамп постојано го критикуваше и преку социјалните медиуми подбуцнуваше против CNN и други медиуми, нарекувајќи ги нивните извештаи лажни вести. Кралската шведска академија на науките одлучи да ја додели Нобеловата награда за физика за 2022 година на Алан Аспект, Џон Ф. Клаузер и Антон Зелингер. Тие ја добија наградата за експерименти со заплеткани фотони, утврдување на прекршување на беловите нееднаквости и пионерска квантна информатичка наука. Ален Аспект, Џон Клаузер и Антон Зелингер спроведоа револуционерни експерименти користејќи заплеткани квантни состојби, каде што две честички се однесуваат како една единица дури и кога се разделени. Нивните резултати го отворија патот за нова технологија базирана на квантни информации. Неописливите ефекти на квантната механика почнуваат да се применуваат. Сега постои големо поле на истражување кое вклучува квантни компјутери, квантни мрежи и безбедна квантна шифрирана комуникација. Еден од клучните фактори во овој развој е како квантната механика дозволува две или повеќе честички да постојат во така наречена заплеткана состојба. Ова е се што подготви информативната редакција на ТВМ за денес. Ви благодарам што бевте со нас. Пријатно!